И за самиот крај од нашата емисија, овде во студиото имаме гостинка, докторка од неуромедика, доктор Елизабета Миланова, гинеколог. Ќе зборуваме денес на тема менопауза. Докторке, добро утро. Добро утро, Искра. Дали ќе се согласите со мене дека ова, иако звучи како женска тема, дека напротив, машката популација треба повеќе да слуша на оваа тема, за да знае ни што се минуваме ние жените и зошто на моменти постапуваме онака како што постапуваме, да. Мислам дека и двата пола треба подеднакво да слушаат, и женските и машките. Па малку машките да бидат понежни со вас, бидејќи јас поминав низ тој период. Ајде да самиот почеток, стандарден почеток, што е менопаузата, односно што представува? Менопаузата всушност е период кога веќе кај жената почнуваат да се намалуваат хормоните, оние кои што се женски хормони, естрогенот и прогестеронот, доаѓа до постепен пад, па така да и пред неа доаѓа еден период кој што се вика перименопауза или околу менопауза, каде што всушност доаѓа до ирегуларни менструални циклуси, па почнуваат да се јавуваат оние топлотни бранови за кои што сите слушаме, нели, од нашите пациентки и од пријателки. Па понатаму доаѓа до појава веќе почнува и онаа вагинална сувост, а веќе после перименопаузата доаѓа пременопаузата или оној период каде што 12 месеци изостанува менструалниот циклус и веќе доаѓа до постменопауза. Сите овие три ентитети всушност се климактериум. Кога обично започнува? Обично започнува според генетиката, тогаш кога е започнато и кај незината мајка. Значи, тоа е многу интересно да пациентките си ги прашаат своите мајки кога мамо ти влезе во менопауза. Значи, најинтересно е што годините се поклопуваат, но според средната македонска вредност 51 година е. Но јас имам и пациентки на 57 години кои што се уште менструираат, но тоа се раритети, значи реткости. Така да симптомите кои што ќе се јават, значи постепено, и тие топлотни бранови кои што знам дека нашите гледачки ги интересираат, се јавуваат во зависност од каков е падот, интензитетот на падот на естрогениот хормон, женскиот хормон. И сега, ако е тој нагол пад, тогаш тие вруки ни траат многу кратко време. Но може да биде и постепен падот, поготово кај оние пациентки кои што се пунички, кај кои што има салце, бидејќи од салото... Салце, шубаво си да, бидејќи од салото доаѓа до создавање на еден хормон кој што се вика естрон. Па дури сме нашле, нели, естрогени кај пациентки кои што имаат 80 години. Така да и тие топлотни бранови може да се одуговлечуваат. И во менопаузата веќе доаѓа, нели, до зголемување на телесната тежина на која што треба да работиме, доколку сите овие симптоми кои што ќе ги набројам се многу интензивни. Например, рековме топлотни бранови, вагиналната сувост, сувост на кожата, доаѓа до проречување на косата, потоа доаѓа до пад на либидото или желбата за сексуални односи се намалува, може да се јават и некои психијатриски проблеми, например депресија, и во зависност од генетика, анксиозност, така. И секако дека во тие случаи кога животот или квалитетот на животот на жената која што е во менопауза е загрозен, не интервенираме со одредени медикаменти. За се имаме медикаменти, значи не треба да се мачат, туку треба да се јават и да дадеме одредена терапија, така да сето тоа се ублажи или исчезне. Ови симптоми што ги набројавте, некои жени ја имаат таа среќа, односно околу 30% да не ги чувствуваат. Така најдовна податок, околу 70% ги чувствуваат. Дали, не само што го наследуваме од мајката времето кога влегуваме на менопауза, дали и симптомите, да ја прашаме и за тоа мајка, да знаеме дали се повторуваат? Не. Тоа нема Јас дојдов до заклучок дека надворешноста, околината, надворешна, стилот на животот, стресовите, сето тоа ќе влијае како ќе се реперкутираат симптомите во денешницава, врз денешнава менопауза. Нашите мајки немаат толку топлотни бранови, немаат такви проблеми. Например, мајка ми викаш, јас ништо не осетив.
Ме разбирате? Ма тоа беа други времиња. Сега времето е многу потемпераментно, повеќе живееме во стрес, поинтензивно живеот за екзистенција и врз основа на тоа мислам дека тоа е тоа што влијае во исто и кај девојчињата, но не е денешна тема. Значи и таму имаме реперкусија врз хормонскиот статус. Бидејќи темата е влијание на менопаузата, пајде да видиме како влијае менопаузата врз нашиот организам. Значи она влијае така што некогаш стануваме и други жени, да кажеме. До таму може да иде, но рековме ќе дадеме одредена медикаментозна терапија. Делувала врз сите органи? Врз сите органи делува врз сите епители во организмот на жената. Сега зависи она дали живее во одредени среќни околности, дали е сакана, дали не. Значи во тие случаи кога е сакана и разбрана од сопругот, тие симптоми се намалуваат, затоа што станува збори за психичкиот, нели рековме, психички склоп, може да се јави анксиозност, депресија и така натаму. Но воедно, зборувам за менталниот склоп, но воедно, значи може да се јави сувоста таа на вагината која што ќе го одбива партнерот. Дури и нели рековме и падот на желбата за сексуални контакти и затоа во тие случаи, значи кога се тие болни, има одредени креми. Кремите се на база на естроген, но сега веќе на пазарот им препорачуваме и постојат креми на база на колаген и хиалурон. Оној кој што го ставаат на лицето, нели, за да изгледаат помладо. Така да започнуваме со колаген и хиалурон, ако тоа не делува, тогаш одиме со естрогени. Но сакам да кажам дека еден од најалармантните знаци, морам да потенцирам бидејќи го среќавам во праксата, тоа е крварење во менопаузата. Значи, ако се јави крварење во менопаузата, било да е спутинг, мало, розево, или црвено, или темно обоено, тоа е алармантен знак да жената се јави на гинеколог. Сега, овие крварења значи, може... да не трчаме за првите симптоми, така? Не, веднаш. Кој ќе влеземе во менопауза, тогаш веќе не треба да се за тоа да не трчаме на доктор, но ово што кажувате е алармантно. Ова е алармантно. И во тој случај веднаш мора да се посети. Да, веднаш, затоа што причината може да е, да речеме, таа сувост на вагината, тоа е едноставна, во најсреќен случај таа да е причината, но може да е причина, да речеме, здебелување на внатрешноста на матката. И ако е тоа поголемо од 5 мм, во тој случај мора да се направи киретажа за да би се восстановило што е тоа внатре кој што предизвикува крварење, бидејќи често пати може да се јави и некое сериозно заболување. Значи морам да им обрнам внимание и тогаш во тие случаи правиме тест по Папа Николау, ПАП тест, правиме преглед со оној нашиот гинеколошки инструмент. Јас огледуваме вагината да видиме дали има расцепи од тие атрофии, односно сувоста на вагината и воедно согледуваме да не има некое сериозно заболување на грлото на матката, а потоа со ултразвук одредуваме дали има здебелување на ендометриумот. Најчесто може да бидат и некои миоми, фиброми, кои што се во самата матка, или пак полипи се јавиле, или па во тек на лекување на пациентките кои што веќе поминале низ карцином на градите, даваме тамоксифен. Таму има или антиестроген. Таму има здебелување на внатрешноста, па ја вадиме, ја праќаме на испитување и продолжуваме со сето тоа. Значи не сакам да они го запостават овој минимален знак кој што може да ни биде знак за интервенција која што ќе биде брза. Значи, самата менопауза не е болест, но може да предизвика болести. Кои други, особено што го споменавте, климактерички промени, според вас треба да се третираат? Треба да се третира остеопорозата, таа е многу тежок. За жал придружник е некако на менопаузата. Зошто доаѓа до неа? Доаѓа до неа затоа што пак паѓа естрогенот, и он е оној кој што е одговорен калциумот да го внесува во коските. А бидејќи он се намалува со текот на годините, постепено се намалува негдека нагло, дрско. Значи имаме ние и жени кои што влегуваат во една рана менопауза, например на 35 години, на 38, 40, сметаме дека е тоа рана менопауза. Таму доаѓа до разречување на коските. Може коската да се разречи до 25%, што би значило
начело дека тие се кршливи костки и мали трауми, мало движење, да кажеме, може да доведат до фрактури на пршлени, на рацете, во зависност од тоа каде е најголемо истенчувањето на коските, бидејќи тоа не е подеднакво низ целиот организам. Туку може да биде интензивирано, например, на кичмениот столб, па таму има распукување, мали трауматски фрактури на кичмениот столб, на одредени други коски и затоа мораме да примениме терапија. Значи, во вакви екстремни случаи, кога станува збор за екстремна остеопороза, даваме калцитонин, хормон кој што исто така е битен, се лачи од паратироидната жлезда, нели? И он всушност доведува до утилизација, до вметнување на калциумот, ама мора да го има калциумот, значи мора да примаат и калциум препарати и мора да примаат D3 витамин. D-витаминот се прима вон во текот на зимските месеци, кога нема сонце, кога да. Но, кај овие пациентки исто така и се става и инекциона терапија во форма на бонвива и така натаму. Значи, остеопорозата е голем непријател. Сега, може да дојде, и е нормално да дојде во менопауза, до остеопенија. Тоа е кога 3% се намалува густината на коските. Тогаш треба само да јадеме храна богата со калциум, да кажеме млечни производи, спанак, зеленчук, така натаму, и да примаме калциум и витамин D. А во другиве случаи, значи, се оди до една јака терапија за која што треба пациентите да се јават кај нас. Значи, ние у Невромедика имаме врвни и ортопеди и воедно да заеднички со гинекологот ја дадеме одредената терапија. Имаме и дексаскен. Значи, што значи дексаскен? Дексаскен е дензитометрија. Дензитометрија значи мерење на густината на коската. И точно, дензитометријата одредува кои коски се разредчени, не се густи, немаат калциум доволно, така да терапијата повторно ја даваме соодветно. Значи, дали препорачувате зачестени контроли за време на менопаузата и кои контроли? Не. Во зависност од тоа колку пациентката или жената е во симптоми кои што и го загрозуваат, нели, животот, да кажеме, или однесувањето, во зависност и од нејзината здравствена историја, каква била, најдобро е еднаш годишно да се земе ПАП, да се направи ехо и да се направи дензитометрија, односно ова што го спомнував, но воедно да не ја забравиме и дојката. Значи, потребно е ехо на дојка, потребно е да се направи и мамографија, рентген на дојката, која што се прави на 2 години секогаш, а кога има во самото семејство генетика или историја за карцином на дојка, во тој случај се прави ехо прегледи почесто од еднаш годишно. Ако самите не водиме грижа за своето здравје, не можеме да очекуваме некои други. И за крај едно многу суштествено прашање, денес е 7 март, што да им купат мажите на жените за полесно да ја пребродат менопаузата? Нека им купат калциум, лубрикант. Убав подарок. Докторке, многу ви благодарам на ова ваше гостување.